Една нова авантура за мене. Некаде на селото Вирово, на Плакенска планина, на местноста викана Еврејка. Едно прекрасно место, прекрасна природа. Моментално овде се наоѓаме на 1600-1700 метри надморска височина. А сега ќе одиме таму горе, на Столев камен, некаде на 2000 надморска височина, 2000 метри надморска височина. За овде е потребно добро возило, јак джип, а воедно овде и оваа траса се користи за джипијаде, која се организира од љубители на овој спорт, да го наречем, од Демир Хисар. Ова место, баш каде што се наоѓам сега на овој извор, каде што тече ова ладна вода, се нарекува Еврејка. Зошто е тоа така? Бидејќи ова е крак од патот Вија Игнација, кога караваните врвеле од Рим, од Ватикан, према исток, се движеле тука, свилениот пат, патот на свилата. Тука поминувајќи групата евреи, една девојка посакала да се напие вода од овој извор, меѓутоа таткото ја предупредил и кажал дека оваа вода е многу ладна, бидејќи оваа вода континуирано држи на иста температура, било лето, било зима. Да не ја пие, бидејќи може да се случи непосакуван ефект, бидејќи телата биле загреени од долгиот пат. Меѓутоа девојката не го послушала својот татко, се напила од оваа вода и го добила токму тоа на што таткото ја предупредувал. И за жал таа девојка го изгубила својот живот токму на ова место и токму од оваа вода. И митот говори дека тука некаде е закопана таа девојка и баш поради тоа ова место се вика Еврејка. Kad krenem kraj dobrog sna, ona budu vodku vidiš ti.
Одиме на 2000 метри над морето. Сталев камен, така се. Што викам, упала, одиме кај Господ на кафе, ама не за да седиме таму. Стигнавме на 2000 метри над морето. Сталев камен. Еа сега вака, како што гледаме. Само да свртам камерата. Ова таму е Преспанското езеро. Охридското му е тука некаде, меѓутоа не сте. Ова е родината што води до Илинска црква. И летото кога беа пожарите големи, ова беше целото пожарено, може да се забележи дека веќе е црно со пепел се уште. Еве и се предвидува дека сето тоа беше намерно направено и дека тука еден ден ќе никнат ветерници. Наистина погодено е за тоа тука, меѓутоа е уништена голема површина на смрека. Овај дел веќе натаму е Демирхисарските села. Тука долу е Демирхисар. Ова таму оджаците на рек Битола. Значи тука некаде би дошло Битола. Исто во тој правец може да се слези преку Смилево. Да се слези долу. Еве го джипот кој не донесе до тука. Стварно е добра машина.